Првото заседание на АСНОМ се одржа на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински и представува еден од најважните историски настани кога македонскиот народ за прв пат во својата историја ги постави темелите на македонската државност. Со одлуките на првото заседание на АСНОМ и Декларацијата за основните права на граѓанинот на демократска Македонија се гарантира еднаквост без разлика на пол, национална, верска и друга припадност. Тие представуваат основни документи за промоција на рамноправноста на жената во воениот период. Собранието на првото заседание на АСНОМ беше составен од околу 122 народни пратеници. Тие беа избрани на демократски начин од страна на Народно-ослободителните одбори и единиците на Народно-ослободителната војска, меѓу кои и 6 жени пратенички на првото заседание на АСНОМ. Во президиумот на АСНОМ како привремена влада беа избрани 2 жени, за членови на АВНОј беа избрани 3 жени и една жена членка во президиумот на АВНОј од Македонија. Со изборот на жената за одборник во Народно-ослободителните одбори на територијата на Македонија е извршена длабока револуционерна, општествена и политичка промена на незиниот статус. Жената станува рамноправен член во новото општество и за прв пат го ужива правото да избира и да биде бирана. На тој начин и се овозможува на жената директно да учествува во власта и беа реализирани асномските принципи за човековите права. На првото заседание на АСНОМ учествуваа следните 6 жени асномки. Вера Дончева Ацева Доста, родена на 24 ноември 1919 година во село Ореовец, Прилепско. Истакнат македонски политичар, републички и сојузен пратеник, партиски државен деец, првоборец, член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и на Комунистичката партија на Југославија, член на председателството на АСНОМ, член во АВНОј, секретар на 3-тиот областен комитет и на 4-тиот областен комитет на Комунистичката партија на Македонија, член во Советот на Федерацијата, цели 11 години член во Извршниот совет, министер за земјоделие, председател на државната контрола, председател на Советот за народно здравје и социјална политика, прва жена градоначалник на Скопје во 1948 година. Вера Дончева Ацева потекнува од истакнато револуционерно семејство. Таа е внука на војводата Мирче Ацев и сестра на Мирче Ацев, кој исто така земал учество во народно-ослободителната борба. Незиното семејство се занимавало со земјоделие. Поради лошата семена материјална состојба, таа го прекинала средното образование. По завршување на 2-тиот клас на гимназија, се вработила во тутунската индустрија како тутунска работничка. Уште на 16 годишна возраст, Вера Ацева се вклучува во напредното младинско движење и активно учествува во сите акции организирани од страна на партијата во Прилеп. Во периодот кога започнуваат подготовките за вооруженото востание, на 11 октомври 1941 година го презела раководството на воениот комитет во Прилеп и бил формиран првиот прилепски партизански одред. Како истакнат и искусен партиски раководител, Вера Ацева учествува во организирањето на вооруженото востание во градовите Скопје, Велес, Струмица, Битола и Штип. Во ноември 1941 година Вера Ацева била избрана за член на бирото на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Во летото 1943 година Вера Ацева започнала да раководи и со Шарпланинскиот партизански одред. По формирањето на првата македонско-косовска бригада на 11 ноември 1943 година, таа станала заменик политички комесар на бригадата. Веднаш по завршување на војната, Вера Ацева била поставена за секретар на Скопската област. Потоа заминала на работа во Белград. Таа е носител на повеќе југословенски одликувања, меѓу кои партизанска споменица 1941, орден заслуга за народ од прв ред, орден на братство и единство од прв ред, орден за храброст, а со орденот Народен херој одликувана е на 27 ноември 1953 година. Милева Сабо, родена на 12 февруари 1908 година во Белград. Работничка, македонски политичар, член на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, делегат и учесник на првото заседание на АСНОМ,
политички комесар на 3-та македонска бригада и секретарка на Народно-ослободителните одбори. Во периодот меѓу двете светски војни, Милева Сабо се вклучила во напредното работничко движење во Скопје. Како член на Женската потрошувачка задруга, пред почетокот на војната започнала да ги собира напредните жени во Скопје. Била избрана за председател на задругата. Кон крајот на 1939 година, на големиот протестен собир на жените во Скопје, со свој говор се представила и Милева Сабо како афирмирана активистка во женското комунистичко движење. Откако Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија го формирал Комитетот за работа со жени, со него раководи Милева Сабо. Во октомври истата година била затворена од страна на окупаторите, но поради недостаток на докази била ослободена во мај 1942 година и интернирана во Бугарија. Кога се вратила во Скопје, активно се вклучува во Народно-ослободителното движење. На почетокот на 1944 година, по налог на партијата, Милева Сабо заминала во единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија во Кумановскиот крај. Носител е на повеќе одликувања, меѓу кои на партизанската споменица 1941. Веселинка Георгиева Малинска, родена на 4 јануари 1917 година во Куманово. Македонска комунистка, службеничка, учесничка во Народно-ослободителната војна, член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, делегат на првото заседание на АСНОМ, делегат на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Југославија, втор секретар на работното председателство на првото заседание на АСНОМ, референт на Поверенството за информации од 14 август 1944 година, вршител на повеќе политички функции по ослободувањето, главен и одговорен уредник на весникот Нова Македонија, директор на Радио Скопје од 1952 до 1961 година, председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија, член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка република Македонија од 1963 и 1965 година, подпредседател на главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, член на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, председател на Универзитетскиот совет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и член на председателството на Социјалистичка република Македонија. Уште во 1933 година Веселинка Малинска била избрана за член на Сојузот на комунистичката младина на Југославија, а следната година станува секретар на средношколскиот актив во Кумановската гимназија. Од 1936 година била избрана за член на Комунистичката партија на Југославија. Поради незините политичко-партиски активности била спроведена од страна на тогашниот режим во истражниот затвор во Скопје и во Белград. Своето образование го продолжува како студент на Високата економско-комерцијална школа во Загреб и ја завршува Трговската академија во Ниш. Додека престојува во Белград, Веселинка Малинска работи како банкарски чиновник. Таму ја започнува функцијата секретар на местниот одбор за народна помош. Со незините прогресивни идеи се истакнала во првите редови во Кумановското студентско друштво. Откако се вратила во Македонија, ја извршува функцијата секретар на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и уредник на органот на Скопската партиска организација наречен Весник. Веселинка Малинска се вклучува во првите борбени редови и станала борец во вториот скопски партизански одред се до мај 1943 година. Со заминување на планината Караорман била поставена на функција секретар при главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Незините активности продолжуваат најпрвин како член на иницијативниот одбор за свикување на главната конференција на антифашистичкиот фронт на жените и одговорен уредник на списанието Илинденски пат од месец април 1944 година. Во средината на месец декември 1944 година таа ја извршува функцијата секретар на иницијативниот одбор на антифашистичкиот фронт на жените на Македонија. Овој одбор започнува да го издава првиот број од месечното списание Македонка со печатење во Велешкото село Горно Врановци во партизанската печатница Гоце Делчев. Месечното списание Македонка
Представува прво женско списание кое се печати на македонско тло, напишано на македонски јазик. Главен уредник е Веселинка Малинска, објавувајќи своји текстови и текстови од многу други жени. Првиот број на Македонка бил мощно актуелен из домовите во целата држава и била омилена лектира на секоја жена. Во октомври, женското списание Македонка се печати на 24 страници во тираж од 2000 броја. Од почетокот на 1955 година, Македонка се преименува во Просветена жена и представува орган на Конференцијата за општествена активност на жените на Македонија. По 1991 година, со прогласување на независна и самостојна Република Македонија, од првото име на Македонка ќе излегува месечното женско списание Жена. По ослободувањето на Македонија, Веселинка Малинска станува секретар на главниот одбор на антифашистичкиот фронт на жените за Македонија и ја завршува Вишата политичка школа Ѓуро Ѓаковиќ во Белград. Веселинка Георгиева Малинска е носител на повеќе одликувања и на партизанската споменица 1941. Лијана Ахилчаловска, родена на 3 декември 1920 година во Софија, учесничка во Народно-ослободителната борба, делегат на првото заседание на АСНОМ, член на Президиумот, член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, член на Комунистичката партија на Југославија, повеќе пати избрана за народен пратеник во Собранието на Социјалистичка република Македонија, пратеник во Сојузното собрание на Социјалистичка федеративна република Југославија, уредник во дневниот весник Борба во Белград, член на второто заседание на АВНОј, член на Советот на Федерацијата од 1974 година, македонска писателка, новинарка, политичар, општественик и поетеса. Како член на Сојузот на комунистичката младина на Југославија, Лијана Чаловска станува еден од најистакнатите лидери на македонското студентско движење на Универзитетот на македонските студенти во Белград. Кога започнала војната, Чаловска заминува во Македонија и ги продолжува активностите во Битола. Како секретар на Покраинскиот комитет на СКОј, таа е една од организаторите за формирање на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија и на одржување на првиот конгрес на младите на 21 декември 1943 година во Фуштани. Заедно со Крсте Црвенковски ги подготвувале конгресните документи. Во текот на војната, Лијана Чаловска на 2 пати била во затвор, но успеала да побегне на слободната територија за да ги продолжи партиските активности. Пролета 1944 година учествувала во подготовките на првиот број на весникот Млад борец. Пред самиот крај на 1944 година била поставена за член на првиот главен одбор на антифашистичкиот фронт на жените за Македонија. Успешно ја завршува Вишата политичка школа Ѓуро Ѓаковиќ во Белград. Таа била првата сопруга на политичарот Лазар Колишевски. Лијана Чаловска била член на Друштвото на писатели на Македонија од 1967 година. Автор е на 7 збирки поезија, Бдение за Виетнам, Антидневник, Пребир, Пергел, Повесница, Поморијански песни и стихови. Лијана Чаловска е носител на партизанска споменица 1941 и на други одликувања. Мара Миланова Нацева, родена на 28 септември 1920 година во Куманово. Македонска комунистка, учесник во Народно-ослободителната борба, делегат на првото заседание на АСНОМ, делегат на АВНОј, организационен секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, член на одборот на Народно-ослободителниот фронт на Македонија, член на Президиумот на АВНОј. Мара Нацева потекнува од сиромашно семејство и уште во млади години се вработила во шивачка работилница. Во 1936 година го организирала штрајкот на работничките во текстилната работилница во Куманово и од тие причини добила отказ. Уште во средношколските денови Мара Нацева станала член на Сојузот на комунистичката младина на Југославија, а од 1939 година член на Комунистичката партија на Југославија и мощно активна во работничките синдикати. Поради незиното забележително активно учество во штрајковачкото движење во Куманово, во 1940 година заминала во Ниш и таму се вклучила во синдикалното движење. Во тој период се вработила во работилницата за долна облека и ја избрале за синдикален водач. Мара Нацева била препознатлива со незината револуционерна активност
и на 2 пати била уапсена и затворена во Ниш. Со почетокот на Втората светска војна, Нацева била членка на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Поради незините напредни идеи, повеќе пати била апсена во Ниш, Белград, Скопје и Куманово и лежала во затвори и логори. По незиното излегување од логорот, таа била префрлена на слободната територија на Козјак и учествувала во пролетната офанзива. Како учесник на првото заседание на АСНОМ, Мара Нацева ги поздравила делегатите во името на антифашистичкиот фронт на жените и ја избрале за член на АСНОМ. Кон крајот на 1944 година, таа станува председателка на иницијативниот одбор на антифашистичкиот фронт на жените во Горно Врановци и Велешко, а на првиот конгрес избрана е за подпредседател на Централниот одбор на антифашистичкиот фронт на жените на Југославија. Во Слободно Скопје на 15 декември 1944 година во киното Уранија, денешно кино Култура, се одржала првата главна конференција на антифашистичкиот фронт на жените на Македонија. Учествувале 400 делегатки од сите краеви на Македонија и од единиците на Народно-ослободителната војска. Како гости учествувале делегатки од Србија, Албанија, од Президиумот на АСНОМ, од главниот штаб на Народно-ослободителната војска и представници на сојузничката англо-американска воена мисија. Конференцијата со свој говор го отворила председателката Мара Нацева. Незиниот емотивен поздравен говор до присутните гости била изразена афирмацијата на жената како рамноправна граѓанка и значаен фактор во новите историски услови. За прв пат во историјата на македонскиот народ, македонските жени се собираат како полноправни граѓани, свесно и одлучно да го дигнат својот глас за крајна и потполна победа над омразениот фашизам. На оваа конференција се конституира антифашистичкиот фронт на жените како масовна општествено-политичка организација која ќе овозможи жената да биде застапена во органите на народната власт и да се вклучи во целокупниот општествено, економски, политички и културен живот на земјата по војната. Бил избран главен одбор во кој биле застапени сите националности, возрасти и социјални структури. Во извршниот одбор за подпредседателка била избрана Мара Нацева, за секретарка Веселинка Малинска со уште 21 членка, а пленумот се состоел од 44 членки. По завршување на војната, Мара Нацева извршувала повеќе политички функции во Белград, по 68 години богат политички живот, како републички и сојузен пратеник, секретар на контролната комисија на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и член на ревизорската комисија при Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Мара Нацева е носител на партизанската споменица 1941 и други одликувања и прогласена за народен херој на Југославија на 29 ноември 1953 година. Маца Борисова Карбева, родена на 20 август 1919 година во село Фојница, Велешко. Работничка, борец во НОП, член на Комунистичката партија на Југославија, член на Покраинскиот комитет на Сојузот на Комунистичката младина на Југославија, член на Местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, член на првиот и третиот областен комитет на Комунистичката партија на Македонија и делегатка на првото заседание на АСНО. На напредното работничко движење во Велес, Маца Карбева се вклучила уште во времето на Кралството Југославија. Како членка на Сојузот на Комунистичката младина на Југославија од 1937 година, во тој период заедно со Вера Андова, Румена Хаджипанзова и Нада Бутникошарева ја организирале првата прослава на 8 март, Меѓународниот ден на жената во град Велес. Станала член на Местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и работела на организирање на вооружената борба во Велес, Велешкиот крај, Скопје и во други градови и села. Поради незината политичка активност, била затворена од страна на полицијата и останала 20 дена во затвор. Потоа од Скопје била интернирана на 6 месеци во село Мугла, Девинска околија во Бугарија. По ослободувањето на земјата, Маца Карбева станала член на главниот одбор на Народниот фронт и на Републичкиот одбор на Сојузот на борците, член на Местниот и областниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, како и секретар на главниот одбор на Црвениот крст на Македонија и други организации. Маца Карбева била носител на партизанската споменица 1941
3 ордени за храброст, орден на Републиката со сребрен венец и на други одликувања и ордени за заслуга.